Во серија пораки на Твитер, американскиот председател Доналд Трамп меѓу другото најави изградба на зид меѓу Соединетите држави и Мексико и привремена забрана за бегалци. Станува збор за потпишување на неколку извршни председателски наредби. Голем ден за националната безбедност. Ова меѓу другото стои во пораката на Трамп на Твитер, со која најавува изградба на зид на американската јужна граница. Зидот, како и заострувањето на мерките за влез на бегалци, главно од муслиманските земји, беа едни од клучните негови ветувања за време на изборната кампања. Со председателските декрети привремено се забранува влез за бегалци, како и суспензија на визи за граѓани на Сирија, Иран, Ирак, Либија, Сомалија, Судан и Јемен. Забраната ќе важи неколку месеци, а исклучок ќе бидат припадници на верски заедници на кои им се заканува опасност. Портпаролот на Белата куќа Шон Спајсер во вторникот најави дека Стейт департментот и Департментот за национална безбедност ќе почнат да работат на процесот на заострена проверка на влегувањата во Соединетите држави. Новинската агенција Reuters го цитира поранешниот шеф на оделот за имиграција во администрацијата на председателот Барак Обама, Стивен Лекомски, кој вели дека председателот има право да го ограничи влезот на бегалци, како и издавањето визи спрема специфични земји. Од легална гледна точка тоа ќе биде во рамките на неговите законски права. Но од политичка гледна точка тоа е страшна идеја, бидејќи таму има итна хуманитарна потреба за бегалците токму сега. Повеќето поддржувачи на председателот Доналд Трамп ја критикуваа одлуката на поранешниот председател Барак Обама за зголемување на приемот на сиријски бегалци во Соединетите држави, страхувајќи дека некои од нив би можело да изведуваат напади во земјата. Инаку, во најновата серија твитови, председателот Трамп меѓу другото најавува дека ќе интервенира доколку во Чикаго не се среди, како што наведува, страшниот масакр во градот. Тој додава дека од почетокот на годинава досега таму имало 42 убиства, што е за 24% повеќе од лани. За време на кампањата, Трамп повремено го спомнуваше овој трет најголем град во Соединетите држави како пример на пораст на криминалот.